Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото 12-то издание на емисијата Инфорегион. Овој Инфорегион ќе го посветиме на еден од најзначајните и најголемите празници за македонската држава, а тоа е 11 октомври, денот на подигнувањето на востанието против фашистичкиот окупатор. Моментално се наоѓаме пред музеот 11 октомври во Прилеп, местото од каде што и почнало ова востание. На почетокот од оваа емисија ќе поразговараме со историчарот Рубин Белчевски, кој што е советник кустос во овој музеј, а потоа ќе продолжиме и со разговорот со председателот на Организацијата на борци од Прилеп, Круме Соколовски. Како една од многобројните манифестации кои што треба да се одржат овој викенд во Прилеп за одбележување на празникот е и надпреварот по ориентација, кој што исто така ќе се случи во овој град, а повеќе околу овој спорт ќе се запознаеме со интервјуто со Мери Чкрипеска од ориентацијниот клуб Златоврв од Прилеп. Како што најавивме, ова емисија ја започнуваме со интервјуто со историчарот и советник кустос Рубин Белчевски, кој што ќе ни каже повеќе околу настаните кои што се случувале во Прилеп за време на Втората светска војна и за време на подигнувањето на востанието против фашистичкиот окупатор. Веднаш после овој разговор ќе продолжиме со интервјуто со Круме Соколовски, кој што е председател на Организацијата на борци на Прилеп и кој што ќе ја каже неговата порака до идните генерации во Македонија. Во оваа емисија наш соговорник е и историчарот и советник кустос во музеот 11 октомври во Прилеп, Рубин Белчевски. Добре дојдовте во емисијата Инфорегион. Благодарам на поканата и се надевам дека ќе му презентираме на телевизискиот аудиториум она што се случувало пред 75 години во однос на првото ослободително востание, како што го нарекуваат востанието и почетокот на 11 октомври, односно денот кога започнало првото ослободително востание, со кое македонскиот народ, заедно со останатите југословенски народи во тој период, се приклучило кон антихитлеровската коалиција против најголемото зло, фашизмот, кој што владело во тој период во светот. Еве се наоѓаме во музеот, односно попознат како участакот, каде што практично започнува и тоа народно-ослободително востание. Да, победнички, односно истрелот кој што се испукал тука го означува 11 октомври, го означува почетокот на востанието на македонскиот народ против фашистичкиот окупатор, меѓутоа тоа не бил само символичен чин. Напротив, тоа било едно автентично сведоштво за определбата на македонскиот народ да се вклучи во таа, како што напоменав, антихитлеровска коалиција. А од друга страна, да го продолжи патот на илинденците и да го оствари сонот на многу борбени генерации кои низ вековите се стремеле и се бореле за слободна и независна Република Македонија. Каква е учеството на прилепчани во тоа востание и во ослободувањето на Македонија? Значи, не случајно востанието започнало во Прилеп. Партиската организација на Комунистичката партија во Прилеп била многу организирана. Ако знаеме дека во тој период действуваат Кузма Јосифовски Питу, Мирче Ацев, Вера Ацева и многу други истакнати личности, ќе заклучиме дека Покраинскиот комитет на Комунистичката партија одлучило востанието да почне во токму од Прилеп, градот кој што велам е најдобро организиран. Според бројките со кои располагаме, Прилеп во текот на народно-ослободителната борба значи, се вклучил со околу 8.000 активни борци, кои со пушка в рака, кои во позадина, од кои 2700 активно во редовите на партизанските единици, рачунајќи се разбира од помалите борбени единици од одредите, па се до поголемите војни формации. Прилеп во текот на народно-ослободителната борба, како што знаете, го дал 650 жртви, од кои меѓу нив секако има и 10 загинати народни херои, меѓутоа покрај нив дал и 5 други народни херои, од вкупно 66 на ниво на Македонија. Секако
прилепчани бидејќи исто така имаме голем број вклучени уште од самиот почеток на народно-ослободителната борба, се носители на партизанска споменица 154 лица и за сето она што Прилеп го дал во текот на народно-ослободителната борба во 1975 година од страна на тогашниот председател на Социјалистичка федеративна република Југославија, маршалот Јосип Броз Тито, е одликуван со орденот град народен херој. Прилеп е единствен град во Македонија и се сврстил во редицата на градови во поранешнијата Југославија, како што се Белград, Загреб, Љубљана, Приштина, Нови Сад, Цетиње и Дрвар, значи во редот на оние градови кои што имале најголем удел во победата над фашизмот. Текот на историјата тој патриотизам и херојство на Прилепчани се докажало и повеќе пати до денес, но колку овој дел од историјата од Народно-ослободителната војна денес се презентира, се знае помеѓу младите? Ние настојуваме што повеќе младите да посетуваат музеот, да му презентираме дел од нашата богата историја, особено овој дел кој што де факто е победнички, ослободителен. Како што напоменав, после сите буни и востанија низ минатото, ова востание е прво ослободително востание, кое што вродило со една држава, со Асном. Преку Асном, значи, се создала македонската држава, се разбира во тој период како федерална единка на Федеративна народна Југославија, меѓутоа тоа е и основа понатаки во 1991 година со референдумот се стекне со целосна самостојност и независност. Младите некако имам печаток дека помалку ја знаат историјата. Ние настојуваме да ги привлечиме повеќе, да му кажуваме на децата за се она што нашите претходници, за се она што борците го дале за нашата држава. Се разбира, тоа е на некој начин работа и на Министерството за образование, за кој што ние настојуваме да има во своите програми едноставно настава која што директно тука во самите објекти би одржувале или евентуално би не повикувале нас да му одржуваме историски часови, каде што учениците би се запознале со славното веломилното на нашиот град и се разбира на Република Македонија. Тоа е богата со настани, богати со личности. Само да ги спомниме, тука се разбира еден Кузман Јосифовски Питу, кој што е носител на сите активности во текот на народно-ослободителната борба, Мирче Ацев, голем број на народни херои. Во текот на народно-ослободителната борба се вклучува и Методи Андонов, Ченто, значи една плејада на личности кои што и покасно во ослободителниот период на Македонија играат важна улога во развојот на Народна република, покасно Социјалистичка република и денес се разбира Република Македонија како самостојна и независна. Дали има и каде е поврзаноста помеѓу Илинден 903 и Народно-ослободителната борба 41? Јас често при посета, особено на помладата популација, знам често да кажам дека ови овде што ги гледате се вторите илинденци. Ако оние од 901 се првите илинденци, овие се вторите илинденци. Зошто го велам тоа? Ако забележите на паното кај борците кои што ја извеле акцијата на 11 октомври, ќе видите дека голем дел од нив има прекари. Доволно да кажеме дека Кузман Јосифовски Питу се бил воодушевен од херојството на Питу Гули и затоа на своето име го додал и Питу. Потоа Јоска Јордановски е уште наречен Сандански. Трајко Бошковски Тарцан е уште наречен Илинденски. Спасете Мелковски е уште наречен Карев. Тоа се сите
имена на линденците, на револуционерите, оние кои што ја го извеле и ја воделе Кошевската република. Покрај тоа, во партизанските одреди или војни формации ги именувале по имената на револуционерите. Таков е примерот со партизанскиот одред Гоце Делчев од Прилеп, Јане Сандански од Битола, Ѓорче Петров од Прилеп и редица на други настани. Исто така и читалиштето во Прилеп, по сугестија на Борка Талески е наречено Гоце Делчев, спортското друштво кое што денес го носи името на ФК Победа, првичното име е Гоце Делчев, така да ете и низ такви форми сакале овие втори линденци, партизаните, да бидат продолжувачи на идејата, на патот кој што го трасирале првите линденци со цел да извојуваат и да ја зацртаат нивната борба за своја самостојна и независна република Македонија. Abre Makedončele, kade se spremaš, borba te čeka, borba za sloboda, borba za sloboda, za za Македонија, земја поробена. Интересно е што тука во Прилеп настанува и една од најпознатите песни во тој период, а и подосна, а таа е песната Абре Македонче. Да, точно така. Ова година се одбележува 75 години од создавањето на партизанската химна Абре Македонче, создадена тука во Прилепско од страна на тројца партизани на првиот Прилепски партизански одред, односно од борците Ордано Михајловски Јоцка, Коле Чашуле и Крсте Црвенковски. Имено тие добиваат така речено партиска задача да создадат една песна која што ќе го подигнува борбениот морал, која што ќе зборува за слобода, за борба, се со цел да го подигни борбениот морал на борците и се разбира да влие позитивно на истите. Така да во периодот меѓу 23 октомври од формирањето на одредот и 8 ноември таа е создадена, а официјалното незино испеење е во Царевич од страна на партизанскиот одред на 8 ноември 1941, кога во Царевич е одржан првиот митинг во поробена Македонија. Тука партизанскиот одред влегува, одржува митинг, неколку говорници од одредот го повикуваат населението на масовно вклучување во партизанското движење со цел на истерување на непријателот од страна од нашата држава. Интересно е да напоменеме дека оваа песна е создадена пред неколку месеци пред создавањето на денес над Македонија се раѓа, односно химната која што е на Македонија, да напоменеме дека незиното создавање е исто така во овој период, меѓутоа првото незино пеење е направено или е на преминот од 41 кон 42, значи на самата новогодишна ноќ. Знаете дека таа е создадена од писателот Владо Малески. Меѓутоа, јас правев некои истражувања во врска со песната. Песната Абре Македонче има широка примена во повојниот период. Таа е дел од како музика за филм во првиот македонски филм Фросина, како и во филмот До победата и по неја. Потоа во музиката е како во инструментална форма снимена од страна на групата Лепи Сол, потоа групата Гаро и Парамециум. Песната, знаете, во минатото како најавна шпица на вестите на радио и телевизија Скопје, односно македонската телевизија одеше кога почнува вестите или радио Вестник. И уште на многу места кои што
ве поканувам да не речам во еден посебен прилог да направиме за оваа песна, бидејќи стварно има широка примена во текот на овие 75 години. На крајот, ако таа повикува дека македонско име нема да загине пред 75 години, денес кога имаме проблем со нашето вековно име, ете таа добива повторно на актуелност и покажува дека и тогаш и денес македонско име стварно нема да загине. Кои што сакаат да се запознаат со мал дел од таа историја богата и славна која што има Прилеп, може да дојдат тука и во музеот. Точно какви поставки има и што се може да видат посетителите? Да, во чест на овој ден, значи уште во далечната 1961 година е отворен мемориалниот музеј 11 октомври 1941, значи посветен целосно на настанот од пред 75 години. Тука во 3 сали имаме една прекрасна поставка која што зборува за минатото на нашиот град, меѓутоа не само за периодот од 41, туку почнува од крајот на 19-тиот век, историските настани во текот на Илинденскиот период, на Првата светска војна, периодот меѓу двете светски војни и акцент е ставено на почетокот на Втората светска војна, се разбира со посебен акцент на случајната на 11 октомври 1941. Преку голем број на текстови, слики, фотографии, документи, планови и така натаму, представена историјата пред се на Прилеп, меѓутоа таква отприлика била и целокупната ситуација и во Македонија. На еден пластичен начин, така речено, че се долови сликата што се случувало во тие години, почнувајќи, велам, подробно од 6 април, кога почнува окупацијата на Македонија, кога Македонија е поделена на 2 окупациони зони, активноста на местниот комитет на Комунистичката партија, собирните акции на оружје, опрема, воен материјал и така натаму, припремата на партизанските единици за излегување во партизани, излегувањето на првите партизани на 12 септември, формирањето на партизанскиот одред Гоце Делчев, митинго во Царевич и секако, значи, редица настани кои што се случуваат како на филмска лента во таа 41, а кои што продолжуваат и во наредните 3 години, за да конечно негде во октомври-ноември целосно бидат ослободени македонските градови, случувајќи го и Прилеп на првичното ослободување на 9 септември, за да конечното ослободување се случи на 3 ноември 1944 година. Ви сте члени на Организацијата на борци на град Прилеп, како на почитувачи на ликот и делото и продолжување на нивното дело. Да, повеќе години еве сум јас активен член во друштвото, односно во Сојузот на борците, на општинската организација и граѓани продолжувачи. По природата на нештата, веќе борци се помалку ги има, нормално години се во прашање. Меѓутоа, мислам дека ова гарнитура на продолжувачи во борешката организација настојуваме што повеќе да бидеме присутни во јавноста. Одбележувањата се редовна појава, присутноста на разноразни манифестации и активности, меѓутоа, она што акцент ставаме е се почесто одржуваме разни предавања по разни поводи, по разни годишнини, кои што мислам дека веќе на некој начин се етаблиравме во
посебно е во прилепската средина, на едно локално ниво и секој еден значаен настан од нашето минато го одбележуваме со пригодно предавање, со пригодно сеќавање за голем број на настани и личности кои што се случиле особено во периодот на народно-ослободителната борба. И еве за крај, и дали имате некакви идни планови кои што сакате да ги остварите во блиска идна како организација? Да, ова година, пошто се одбележува 75 години од таа славна 41 година, а во незе реков дека се случиле голем број на настани, почнувајќи од 11. октомври, митингот во Царевич, случен на 8. ноември, претходно официјалното формирање на партизанскиот одред Гоце Делчев на 23. октомври. Еден интересен настан е исто така и создавањето на песната Абре Македонче, која што се случила тука на Прилепска територија од страна на тројца партизани на партизанскиот одред. Сите тие настани ќе ги одбележиме во текот на овие неколку месеци, а имаме и две одбележувања по повод на годишнини од смртта на 10 годишнина од смртта на народниот херој Вера Ацева и 15 годишнина од смртта на народниот херој Крсте Црвенковски, кои што одбележување ќе ги пропратиме со пригодни предавања, сеќавања за нивниот удел како во борбата, така и во повејниот развој на Република Македонија. Благодарам на разговорот. Тоа беше разговорот со советникот кустос и историчар Рубин Белчевски од Прилеп. Почитувани гледачи, по повод предстојниот празник 11 октомври, подигнувањето на востанието против фашистичкиот окупатор во Македонија и со пукањето на така наречените први пушки во Прилеп и Куманово, се одбележува овој многу значаен и голем ден за Македонија. По тој повод ќе поразговараме со примариус доктор Круме Соколовски, председател на Организацијата на борци од Прилеп. Господине Соколовски, пред се добре дојдовте во емисијата Инфорегион. Благодарам за вниманието и за поканата да учествуваме во оваа емисија. На почеток да ве прашам, се одбележуваат 75 години од подигнувањето на ова востание. Како Организацијата на борци од Прилеп ќе се вклучи во одбележувањето на овој значаен датум за нас како држава? 11 октомври представува еден од најзначајните датуми во нашата национална историја, кога македонскиот народ, а посебно градот Прилеп со своите револуционарни сили и првоборци, со првата пушка и најава дека македонскиот народ нема да трпи робство, но ќе бара своја слобода и формирање на своја национална држава. Таа организација беше многу успешна, така да во 3 групи со претходни припреми се извршија тие акции успешни, после кое значи револуцијата почнува да зема замав. Да се потсетиме како започна, односно како се случи тој момент кога граѓаните на Прилеп се кренаа против фашистичкиот окупатор. Фашистичкиот окупатор мислеше дека во Прилеп ќе најде на некоја добра подлога, меѓутоа Прилеп е богат со свое револуционарно минато, почнувајќи уште од природбениот период, од Ѓорче Петров, Пере Тошев и други наши револуционери кои дадоа голем допринос во освестувањето за македонскиот народ како посебен народ и нација и идентитет. Така да градот наш докажа дека тие патриотски чувства постојат, се развиваат и во текот на народно-ослободителната борба многу наши првоборци беа организатори и инструктори во повеќе области во Македонија, а исто беа и на врвни политички позиции во партијата. Како ќе се вклучите во одбележувањето на овој значаен ден?
организација на борци? Секоја година Сојузот на борците се вклучува во овој значаен ден, затоа што тоа е почеток на едно успешно револуционарно движење после царството на Самуил и формирањето на крајот на борбените единици, а со Аснам веќе се конституира Македонија како државна институција со сите посебности кои што треба да има, да е карактеристично за една држава. Ние секоја година се вклучуваме во програмата на локалната самоуправа, со која имаме добра соработка и учествуваме во сите манифестации кои што се предвидени во програмата. Исто така, пред 2 години, 2014 година, во Прилеп се одржа многу успешна средба на генерациите на Сојузот на борците од цела Македонија со солидна програма. Очекуваме дека на ниво на Републиката и ова година ќе се одржи некаде таа средба, но сепак чекаме некои извести од Републичкиот одбор. Овде ние во посебна програма ние не правиме, затоа што се вклопуваме во програмата на локалната самоуправа и со наши делегации учествуваме на сите одбележувања во програмата која што е предвидена со положување на свежо цвеќе на познатите места на крајот на могилата. Исто така ние како Сојуз на борци посебно планираме во овој месец да одржиме едно предавање, една трибина за нашиот познат сограѓанин Крсте Црвенковски, народен херој, кој учествуваше и на 11. октомври 1941 година, па исто така и учесник во митингот во Царевич на 8. ноември истата година во нашиот клуб, со учество и на други асоциации кои што ќе бидат на таков начин да и мислиме на тој ден нешто да се изнеси и за значението на 11. октомври. Колку денес младите се запознати со ликот и со делото на таа народно-ослободителна борба од 1941 година? Секако запознавањето е преку наставната програма, преку медиумите, преку овие одбележувања, но јас сметам да почит према народно-ослободителната борба, према сите тие учесници во таа успешна народно-ослободителната борба, која се формирани одреди и батальони, па првиот батальон го носи името на нашиот народен херој Мирче Ацев, па бригади, па дивизии, корпуси. Треба се посвети повеќе внимание кон тоа, со тоа да се јакни патриотскиот дух, почнувајќи од нашите природбеници, од комитите, војводите, народно-ослободителната борба, па и бранителите на нашава држава. Во наставната програма би требало, мислам, овие сите настани да бидат поухватени, затоа што ние сега со народно-ослободителната борба се воспостави за прв пат после Самуила една држава македонска со сите адекватни институции кои што се треба да функционираат во една таква држава и тоа треба да се почитува. Почитувањето на тие сите борци кои што ги спомнав секако е со овие одбележувања, одредени настани, одредени трибини, присуство во медиумите, во одредени записи, затоа што народно-ослободителната борба, како што мене ми е познато, а имам и од доста тие зборници кои што се, многу е опишана во многу симпозиуми кои што се одржани и овде и кај нас во Прилеп и на ниво на Република, и како
документација таја постои во библиотеките и во нашата библиотека во Сојуз на борци и во други институции. Меѓутоа, повремено тие настани треба да се возобновуваат. Во минативе години ние организираме неколку конкурси заедно со учество на учениците од средните училишта за партизанските одреди, формирањето за февруарскиот поход. Веројатно ние ќе имаме и понатаки некој план во врска со така освежување на тие настани со средношколската младина. А воено и одбележуваме, имаме и добра соработка за февруарскиот поход, кој што традиционално го одржуваме во февруари. Еден значаен настан од нашата народно-слободителна борба со учество на планинарските друштва, со учество на дел на армијата како помош, со пензионерските друштва, со локалната самоуправа, така да и тука најдуваме заеднички корелации, мислам и со локалната самоуправа, и со планинарите, и со пензионерите, и со армијата во своји домени. Целта ни е да сепак остане во тоа сеќавање кај сегашниве генерации, да се развие неко чувство на одговорност и патриотизам кон помладата генерација. Воено мислиме да издадеме една монографија за Сојузот на борците на Прилеп, во ке да дадеме еден осврт кога е формиран Сојузот на борците, активности на Општинскиот сојуз на борци и се до денешен ден. Секако да тоа е напорна работа, но во нашиот план е тоа. Ние имаме околу 2000 членови и продолжувачи, тоа се млади луѓе кои што се. Исто така сакам да спомнам да органите на Општинскиот одбор се возобновени со помлади. Така председателството од 11 члена скоро е половина нови членови се, а и во Општинскиот одбор имаме скоро 8 нови членови. На одреден начин таа, да речам, биолошка замена која што е сосема нормална со годините да постои и понатаки планираме се уште така да се развива. До сега добро функционираме, мислам, сепак Прилеп град Керој заслужува едно такво место, она што го спомнав да Прилеп бил од секогаш огниште на револуцијата и тоа треба да продолжи. Затоа што во Македонија единствен град Керој, тоа е Прилеп. Тоа значи еден голем допринос во народно-слободната борба со многу учесници, директни учесници во партизанските одреди и бригадите, а исто и во позадина многу членови, многу погинати и да не спомнам значајни места кои што се борбени, кај што се воделе борбени действија во наше подрачје. И за крај, на 11 октомври, која ќе биде вашата порака како организација на борци до немладите и до македонскиот народ? Моја порака е, јас сум повозрасен, така на одреден начин, уште пошто потекнувам од партизанска фамилија и од своји 12 години сум помагач на покретот. Познати ми се и во наредниот период сите настани во нашата, мислам, држава и република, од позиции, на разни позиции кои што ги имал во општеството, било на стручен или општествен план. Моја став е дека во Македонија му треба единство, да се сплотат сите сили кои што мислат добро за Македонија, за иднината, младите генерации кои што сега мислат многу повеќе додат во странство, сепак со една таква политика, со можност за вработување, секако школувањето имаме доста универзитети, да можат да се вработат и да останат тука, а не
нашите најблиски да одат, да речам, да живеат и да работат во друга мен. Значи, мислам, треба единство на македонскиот народ, затоа што има и добри и вредни луѓе од сите средини. А второ, има еден познат филозофски изрек, да ако сакаш тебе да Вајнберг, ако сакаш тебе да те почитува, ова се односи малце на друго, али сакам да кажам, ако сакаш тебе да те почитуваат сегашниве генерации идни, тогаш ти почитувај ги тие кои што биле пред тебе многу, кои што граделе, кои што твореле, на таков начин ти си завземаш едно место во сегашнината и својата иднина. Значи, да се чувствуваме како македонци, да мислиме за нашата држава, да ја развиваме во секој поглед и со нашите активности да бидеме дел на Европската унија и членови на НАТО. И на крајот би додал, по сегашниве млади генерации идни сепак да ги почитува своите предци кои што работеле, организирале, војувале, се бореле и гинеле за денеска ние да имаме една слободна и независна своја собствена држава призната од многу држави. Благодарам на разговорот. Тоа беше разговорот со председателот на Организацијата на борци од Прилеп, примариус доктор Круме Соколовски. Емисијата ја продолжуваме со интервјуто со Мерич Киперска од ориентациониот клуб Златоврв од Прилеп, која што ќе не запознае повеќе околу овој спорт. Веќе 5-та година поред за празникот 11 октомври во Прилеп се одржува меморијалниот турнир во ориентација, насловен Пецјата на Соски. Во врска со овој турнир и со овој спорт ќе поразговараме со председателот на ориентациониот клуб Златоврв од Прилеп, Мерич Киперска. Мери, добре дојде во емисијата Инфорегион пред се. Ви благодарам на поканата. Ајде да ги запознаеме пред се гледачите, оние кои што не се запознати нормално, што е тоа ориентација и што представува овој спорт? Ориентацијата е вид на планински спорт кој што бара физичка и ментална подготвеност. Зашто го кажувам тоа? Треба да сте добро физички подготвени, да имате кондиција, но треба и да знаете добро да читате мапа која што е потребна за да ги најдете дадените контролни точки на дадениот терен. Контролните точки се означени со портокалово и бела призма, тоа е како знаменце, и можат да бидат во различен број од зависност на годините и полот, односно категориите во кои што се надпреваруваме. За овој спорт потребно е да имаме мапа која ја земаме на самиот старт, а лична опрема, компас, опрема за трчање, хеланки, блуза, соодветни патеки според теренот. Тие се главните нешта кои што се потребни за овој спорт. Дали е тешко да се научи да се чита мапата? Рековте дека е еден од главните фактори за овој спорт. Можам да кажам дека имам различно искуство, затоа што сум тренер во клубот со сите деца. Некои кога доаѓаат прв пат веднаш знаат да се снајдат на мапата, на некои им треба подолго време за да се снајдат, неколку месеци, 1-2 години за да научат повеќе, а некои за жал воопшто не ни ја сваќаат суштината и знаците на мапата, но сепак доколку сакаме нешто да научиме, можеме, затоа што тоа се учи. Ги учиме заедно символите на мапата, што представуваат, размер на мапата, изохипсите, али тоа е еден долготраен процес за кој што треба сите надпреварувачи да се стрпливи. Не може да очекуваат да дојдат на прв надпревар и да очекуваат дека ќе бидат прво место. Дали овие надпревари се поделени по некакви категории, по должина, по начин на поминување? Да, значи овие надпревари најпрво се делат на спринт патека, која што најчесто е во урбана средина, паркови, градски центри, трговски центри, пазари,
Тие надпревари имаат пократка должина, но за нив се бара доста јака физичка подготвеност. Значи треба да трчате буквално до исцрпливост. И патеките можат да одат од 1 километар до 3 километри воздушна линија. Зошто викам воздушна линија? Затоа што никогаш не можеме да одиме во правец како што ни е нацртано на мапата. Има една линија која што ги поврзува точките. Секогаш треба да бираме патека од лево или десно, да се снајдеме и да мислиме во моментот што е побрзо. Моментална одлука е тоа. Потоа категориите ги делиме машка и женска категорија и машките и женските ги делиме според возрастни групи. До 10 години таа патека е за почетниците и секогаш е обележана и маркирана со црвено-бели траки, затоа што не сакаме нели децата да се изгубат, а сакаме на некој начин да ги привлечеме во спортот и да бидат заинтересирани. Подоцна веќе, до 12 години, децата трчаат патеки по патека, значи, асфалтирана, неасфалтирана. До 14 години контролните им се поставуваат 2 метри покрај патот. До 16 години веќе станува малку покомплицирано и потешко, но веќе имаат основата како да ги бараат контролните точки. И подоцна до 18, 20, 21 е елитната категорија, тогаш веќе и нема пат за да се снајдувате, имате само изохипси, знаци и треба да сте препуштени да се снаоѓате сами, да го одберете најбрзиот пат од контролна до контролна точка. И потоа треба да кажем дека овој спорт е пред се рекреативен спорт, има категории до 35 години, 40 и на секој 5 години. Во светот има и до 95 години надпреварувачи. Значи, да, има елитни надпреварувачи, оние кои што се припремаат за да бидат елитни надпреварувачи, веќе стартуваат да тренираат сериозно од кај 16-тата година, но подоцна љубовта за спортот останува и не сакам да бидам груба према другите спортови, но кога тренираме друг спорт, престануваме кај 35-тата, 40-тата година. Со овој спорт нема престанување. Додека сте жив, продолжувате да се надпреварувате, буквално во сите категории. Битно е, доколку имате желба да бидете надпреварувачки дух, тогаш е добро да ја поминете патеката прв, доколку сакате да освоите некоја награда. Но многу од луѓето доаѓаат чисто рекреативно, да се забавуваат, да ги донесат нивните деца на надпревар, да запознаваат нови луѓе, затоа што во нашиот спорт има надпревари секоја недела, во земјава има неколку клубови, одиме во странство многу често, имаме соработка со клубови од странство, така да пред се е добро да се развиваме како личности. Мислам дека многу помага за изградба на една личност, за дисциплината на децата пред се, запознавањето на нови луѓе, истражувањето на нови земји и слично. Колку овој спорт е развиен кај нас? Рековте дека има неколку клубови. Како функционираат тие и колку годишно се организираат надпревари во Македонија? Ориентациониот клуб постои со години наназад. Ориентациониот клуб Златоврв е под планинарскиот спортски клуб Златоврв Прилеп. Како ориентационен клуб постои од 1994 година под раководство на тренерот Пеце Атанасовски, во чија чест го организираме овој надпревар, затоа што сакаме неговото име да биде запаметено вечно, затоа што не можеме да заборавиме што направи за нас и сакаме тоа да го пренесуваме на секоја следна генерација. Надпреварот Другите клубови беше... во Македонија каде има? Да.
Има во Струмица, во Скопје, во Радовиш и Куманово, кои што веќе не се толку активни. И Штип, да. Како се финансирате како клубови? Тоа е најтешкото прашање, кое го истакнувам секоја година. Се само финансираме, што можеме да извлечеме од спонзорство. Другиот дел што треба да се плати, децата го подмируваат од своји трошоци, односно нивните родители, што е малку тешко. Имаме соработка со странски клубови каде што можеме да компензираме да ни биде обезбеден смештај или стартарина за надпреварувачите. Патни трошоци е многу тешко да се обезбедат, некаде успеваме, некаде не. Опрема ни праќаат од белгиски клуб Трол, со кој што имаме соработка, патики, опрема за децата. Како што можеме, издржуваме, битно е да се има љубов за спортот, имаме многу членови, околу 20-30 се активни, а 60 има вкупно во клубот, минимум, значи, што се наоѓаме на различни манифестации, настани. Тренираме минимум 3 пати неделно, во лето и до 5-6 пати неделно. Каде се наоѓа Македонија во овој спорт? Прво споредба со околните држави, па потоа и на европско ниво. Македонија се наоѓа на доста ниско ниво, за жал морам да признаам, поради финансиските проблеми. Тоа е најголемиот фактор. Најдобри земји во овој спорт се скандинавските земји, затоа што ориентацијата потекнува од Скандинавија и е број 1 заедно со скијањето во нивните земји. Зошто е тоа така? Тоа е многу лесно да се објасни, затоа што ориентација е час на училиште во Шведска, во Финска, во Норвешка. Тоа им е задолжителен час. Така да, нормално е доколку децата го практикуваат тоа секојдневно, од 6 годишна возраст, дека ќе бидат шампиони. Другите континенти, како Америка, Азија, веќе добро се пробиваат, имаат голем напредок. За жал, југоисточните земји имаме проблем околу финансиите и е малку потешко да се пласираме на едно повисоко ниво. Сега, пред 1 месец се одржуваше југоисточно европско првенство во ориентација, каде што првпат забележавме висок резултат со 2 место на Елеонора Кржеска и сме многу горди на тоа, но сепак тоа се должи на долготрајната и макотрпна работа, а и на поддршката што ја имаме од белгискиот клуб и на тренерот Михаел, што е сега тука во Златоврв и тренира нон-стоп со децата. Сега тука предлагам да ја слушнем изјавата токму од тренерот Михаел кој што доаѓа од Белгија и уште еден учесник во овој надпревар. At the moment it's very hard for Macedonia to have good results because there is no. Во моментов е многу тешко Македонија да има добри резултати, затоа што се уште тука нема развиено ориентациона спортска култура. Например во другите држави, како што е Скандинавија, децата почнуваат да учат за ориентацијата на 6 годишна возраст и ја изучуваат како предмет на училиште. Имаат постојано трензи со мапа, а во Македонија имаме трензи само 10 до 15 пати годишно. Во Скандинавија исто така секој ден децата имаат и трензи за трчање и сите се запознати за ориентацијата. Тука нема ниту добри тренери и затоа јас се трудам колку што можам да ги обучувам децата. Кога дојдов тука во Македонија и во Прилеп пред 3 години, немаше скоро ништо, а сега заедно со децата и со постарите членови на клубот Златоврв освоивме 2 место на Балканското првенство и се надевам дека тоа ќе го повториме и во наредниот период. Исто така важно е да имаме што е можно повеќе надпреварувачи надвор од Македонија, затоа што повеќе надпреварувачи имаме, ќе имаме повеќе пари и тие ќе ги инвестираме за купување на нова опрема и друго.
Инаку, ова е петти пат како се организира меморијалот Пеце Атанасовски, но само втор пат како тој е меѓународен надпревар. Годинава имаме околу 70 до 80 луѓе од странство. Лани имавме 30, а се надеваме дека во наредните години ќе ја достигнеме бројката од 300 до 400 надпреварувачи од странство. Па, јас се занимавам со ориентација од 2012, ова ми е петта година. Ориентација затоа што е многу поинака во другите спортови. Треба во исто време да си и физички спремен и ментално, значи треба и да знаеш и да читаш карта и да имаш кондиција. Па има дружба, има планински спорт и од секогаш ме привлекувала планината и затоа. Веднаш почна со првите знаци, символи или како? Да, најважно е да се знаат символите на подолг период, околу една година, ми требаше значи да се совршам, да читам картата како што треба. Колку тренинзи имаш неделно и каде ги изведуваш? Па неделно имаме околу 5-6 тренинзи. Трчаме овде на могилата на Тримпатеката, трчаме по околните планински места и Како се означуваат точките кога ги поминуваш? па кога одиш на патека, најпрво треба да имаш со себе чип и кога одиш на точката има еси станица и треба да ја чекираш со чипот. На ваква знаменца има и еси станица и со чипот треба да ја електронски да се знае дека таму си поминал. И треба сите точки да ги поминиш за најбрзо време. Точките се поминуваат редоследно или битно е да ги поминиш сите? Редоследно има на ваквите знаменца на таа еси станица има број и на мапата да ги пишува сите броеви. И на пример 31, 32 ги гледаш поред. Значи не може да мамиш. Тоа можеше порано кога имаше перфоратори со иглички, сега не е можно затоа што е електронски. Мери, рекоме дека по петти пат се организира овој меморијален турнир, Пеце Атанасовски. Оваа година што е предвидено, колку учесници има, од каде се ќе дојде тука во Прилеп и како ќе биде организиран овој надпревар? Овој надпревар ќе биде 3-дневен надпревар, со тенденција до ов година да биде и 4-дневен. Во сабота на 8 октомври ќе биде спринт патеката во центарот на градот, стартот ќе биде во 4 часот. Во училишниот двор на основно училиште Кочорацин, исто така таму ќе биде и финишот на патеката. Во недела имаме долга патека, таа ќе биде на Прилепско езеро. А во понеделник е средната патека, која што ќе биде на областа Варош и Маркови кули. На овој надпревар во сабота патеките имаат должина од 1 километар за најмладите до 3 километри за најспремните. Во недела од 1,5 километар за најмладите до 8 километри за најспремните, но тоа е сепак воздушна линија што може да биде и 12 километри. И во понеделник средната патека има некаде должина исто така од километар за најмладите до 6 километри за најспремните. Колку учесници има од колку држави? На овој надпревар очекуваме околу 200 учесници, имаме учесници од 10 држави, Македонија, соседните земји, Грција, Србија, Албанија, Грција, Финска, Шведска, Норвешка, Белгија и Австрија за оваа година, што е супер, ние сме многу задоволни. Се надеваме дека ќе придонесе и за развој на градот, и за развој на спортот. Вршевме промоции во неколку училишта, очекуваме и млади учесници од нашиот град и се надеваме дека на некој од нив ќе се развие љубов за овој спорт и ќе почнат да тренираат во нашиот клуб. Во која категорија ќе спаѓаат овие трки? Рековме дека има спринт, штафетна и како? Во саботата ќе биде спринт патека,
Неделата ќе биде долга патека, понеделникот ќе биде средна патека. Постојат и други патеки како штафетни трки кои што се трчаат во тим од тројца или 6 души или мешана штафета, 2 машки, 2 женски, но тие претежно се на оние надпревари кои што имаат репрезентативен карактер, европски првенства, светски првенства и слично. Да се надеваме дека во иднина и кај нас еден ден ќе се организира надпревар од еден таков калибар. И многу среќа во организацијата на овој надпревар овој викенд што следува. Ви благодарам за поканата, тоа е и наша желба. Се трудиме, работиме напорно. Ви благодарам уште еднаш за поканата. Да. Тоа беше разговорот со председателот на ориентациониот клуб Златоврт во Прилеп, Мерич Крипеска. И полека стигнавме до крајот на овој издание на Инфорегион. Со повеќе содржини се гледаме наредниот четврток.